Едноставно немаме ништо против ниеден народ. Исто така знаеме дека негаторскиот однос према нас не е народен однос и не е карактеристика на ниеден народ со кој што национално се допираме или со кој што заеднички живееме. Нашите национални чувства сведочат епохите, самобитноста и едноставните зборови од македонската песма "Македонско име нема да загине". Постојат луѓе чии живот е историја. Луѓе кои што во одреден момент се нашле можеби во најтешките, најдраматичните моменти не само на една, туку на две држави, на СФРЈ и на независна Македонија. Човек кој што ги има видено и најсветлите, но и најтешките страници на времето. Дипломат, професор, политичар, човек кој што е најмлад доктор на науки во поранешна Југославија. Професор доктор Васил Тупурковски во мојот пат до успехот. Јас сум Мишко Иванов, а неговата приказна ќе можете да ја проследите во две продолженија. Како се подготвувал погребот на Јосип Броз Тито 4 месеци пред тој да почине, за распадот на Југославија, за независноста на Македонија, за несогласувањата со Киро Глигоров, клучот на 21. век или неговата демократска алтернатива. Како Васил Тупурковски денес 15 месеци поминува во старечки или во болнички дом, а изминативе неколку години живее практично под кирија. Неговата приказна реков во две продолженија. Бидете со нас, има интересни детали да дознаете и да научите. Ве враќам малку во Старо Мало. Нешто ми идевте тука? Каде? Во Влај. Не, дојдов секој ден дојдов. Ама не живееме тука. Докаде високите там. Васил Тупурковски, најмлад доктор на науки и човек кој што обележа еден период распад на Југославија, независност на Македонија, 98 клучот го имавте за 21 век. Ама некако ние како тој клуч каде отиде? Од 21 век некако се вративме ние наназад, така? Така се случува тачно и мене ми е жал многу. Добри сте? Добро, се друго добро. Добро, изгледате, вака се држите, едно време ве снема, па се на периоди се како повративте али тука. 20 години отприлика не учествувам активно никако во животот и тоа е тоа. Ни добро, никој не ве бара за мислење, например човек кој што поминал во Америка на докторски студии, во Југославија, во решавање на крупни прашања за Тоа во криза. Македонија не постои, тоа го знаеме сите. Аха. Така да некој барам ни ја тоа. Добро. Импресивна биографија, но помалку некогаш и со контраверзии. Можеме да кажеме или? Па како не, како не, па тоа Како се доживувате вие? Како контроверзен, како мирен човек или Не. како успевате да ја... Не, ја не сум мирен, ама не сум ни контроверзен. Иначе сум многу жив и многу пати и се жртвувам на некој начин за некаква идеја и за некој идеал. Тоа го имам во себе. Инаку нешто не барам посебно и тоа го покажа. Ако ги прашате студентите, тие ќе ви кажат Тупурковски е супер, на сите ни става осмици, деветки, меѓутоа вие дали 40.000 се студенти поминати. Но малку поретко одевте на факултет, барем јас кога дојдов тие 90-тите години, бидејќи вие таква 10 години бев на тие места кај што не ни одев на работа. Да не ве држам многу, да влеземе внатре, имате многу интересна приказна, да влеземе внатре и ќе отвориме. Повелете. Ајде, фала. Господине Тупурковски, драго ми е што конечно се договоривме после колку години за мојот пат до успехот. Па би имаше 15 на години пројдоа, така ли? Ама ја на пројдоа. тоа се сетив и затоа те побарав. Сакав да го завршам и тоа. Оти немам нека причина да го одбијам, него Ќе ве видам, ќе ве снема. Па бевте така. цело време си бевте кај драмски театар таму кога беше, Така тоа е. беа годините Долги намазад, години, долги долги години. Па потоа ќе ве и сега не знам кај сте сега, дали сте во Скопје. во Скопје, во цело време, да. Па излезе некој муавет, аве Тупурковски сместен во старечки дом сега и сега. Ја не, тоа беше за мене беше болнички објект, затоа А вие од Мак уствари бевте да, таму. од Мака. 15 месеци проведов во болница и во дом и некако успеав да се опорам. Ете, се движам пак и така натаму.
Останавте доследен на она од Југославија джемперашот, па морав и јас складно да се облакам на джемперашот, иако стави високо. Го почитувам тоа, го почитувам, ти не се менувам јас сигурно. Дали сте добри сега? Добар сум, одлично. Да. Земав неколку книги, тука ги ставив, кој го владее светот Чомски, Дражен Петровиќ ја извадив намерно за што ќе разговараме. Ова утопијата на Томас Мор, можеме малку да ја разговараме. Така. Колку сме далеко и нешто за медиуми, има чисто онака како не само за амбиенти, намерно ги одбрав сликиви. Да. Роден 1951 година, потекнувате од егејско семејство, така? Ја не знам многу за вашето детство и не знам дека сте многу зборувале. Јас сум роден во Скопје 51, двајцата родители ми се од Егејска Македонија, така да сметам дека јас сум од Егејска Македонија. Во Леринско и Костурско. Сум бил тамо, сум можел да одам тамо и го сакам тој крај многу. А татко ми не можеше да отиде, никогаш не отиде и умре со таа болка. Мајка ми сепак отиде на крајот. Аха. Да. Имате нешто тамо сега? Немаме родени, ама бе во селата кај што се родени, кај што живееме, ја знам таа историја многу добро. Чекај, вашите родители бегаат практично, така? Не се они во... Они пребегуваат 44-та година, мајка ми и татко ми. Татко ми се борел во ДАК, во освободителното движење, бил и ранет и морал да отиде. Тогаш оди цела таа популација што можела отишла. Многу мои роднини се дојдени 44-та година. Некои се затворени во Албанија, па после тоа тама дошли. Далеко, значи ова е пред 48 оној пред граѓанската војна. Пред граѓанската војна. Овде каде живеете, каде растете, каде го поминувате? До сега барем не сум ве слушнал да зборувате. Во Скопје јас сум живеел на многу места, затоа што во последните 10 години, 15, сум постанал така да го менувам. Инаку пред тоа, роден сум кај Вардар во 4-те згради, нели постојат. Добро. На кај стадионот. На кај стадионот. Да. И таму сум до 2 години сум растал, потоа моите направиле куќа во кај што бе во Најлинденска и булеварија на Ќошот. Добро. Сега таа е срушена ради зидовите кај владата. Таму сум живеел сигурно 20 години и после тоа отидовме на кај Чаер, беше на селбата кај што изградиме куќа и од тоа потоа се доаѓам ја од 82 доаѓам на Народен фронт во високите згради. Во Капештец? Во Капештец. Таму живеам 30 години, задните 15 години, кај ќе најдам смешта. А зашто сте подстанар? Под кириодите? Мо? Под кирија сте, викам? Велам? Да, сега сум 15 години под кирија, да. Како е таков така испадна. Како е животот од највисока позиција во Југославија? Така работи животот, нема. Не сакав ја ништо да ми донесе високата позиција, никош до тоа не дојдов, така да тоа не ме повеќе тоа. Основно каде завршувате? Основно завршив во Гоце Делчев во Скопје. Тоа е ова до Бекоште е? Да, тоа. Додуше таа е последната година учеме тамо, затоа што претходно беше зградата што падна во земјотресот. Старото убава школа во Гоце Делчев. И убави години се тие. Од тамо 7 оделение, односно 8 учев во Јан Коменски, затоа што целата генерација од Ленин, бидејќи беше од Гоце Делчев, преминавме во Коменски. Па завршив 8 оделение тамо и во Ѓорги Димитров потоа. Ѓорги Димитров даде бајги плејада едно време, па после и беше Јосип Броз Тито, па Ѓорги Димитров, некако две гимназии кои што... Колку сака, ако водите сметка за тоа, сигурно ќе најдете имиња, ама таа беше... Па мислам дека и Црвенковски е Ѓорги Димитров. Мислам дека и Ѓорги Димитров. Факултет каде, во Белград? Факултет заврши во Скопје, правен факултет во Скопје. Паралелно дојдов до абсолвентскиот статус на филозофски и потоа отидов на постдипломски во Америка, кога заврши правен факултет. Значи, бевте правен факултет, паралелно студиравте и филозофски, така и стигнавте до абсолвентски. Да. Ама него заврши бидејќи отидов во Америка и потоа почна. Чеки, двата ги студиравте паралелно? Паралелно, најпаралелно. Јас правен факултет завршив за 2 години и 6 месеци. Професор... За колку? За 2 години и 6 месеци. Чанко Христов, професор, мојот почитуван професор, беше декан
и можеме да побараме, бидејќи така беше правилото. Ако полагаш со висок просек, може да почнеш претходна годината, да ја почнеш порано. После првата година ја имав висок просек и побарав таков статус од деканот, тој ми дозволи и брзо завршив и втората година во првите месеци на годината. Имав, значи, некаде на година дена веќе со 2 години завршени. Исто така продолжив и во третата, ми го даде тоа право и завршив за 2 години и 6 месеци. Па вие колку практично на 20 години треба да сте завршили? На 20 па отидов 73-та отидов на постдипломски на 22 години. Во Америка? Да. Конкуриравте, ве избра, ве одбра? Таму конкурирав на Фулбрайтовиот програм во Београд и на паралелно на неколку други факултети, односно универзитети во Америка, добив 6 стипендии, така да можев да го бирам моето место. Јас го избрав Мичиган, бидејќи го знаев и таму учев последната година од гимназија ја учев во Мичиган и го познав тој крај целиот. Па го одбрав Мичиган, меѓутоа тоа е едно извореден школа, еден извореден факултет. Уште малку на детството само да ве вратам. Вие што само книги ве интересира или нешто друго, бидејќи бевте на Олимписки комитет долги години? Нешто како дете, фудбал, некоја белјаџија сте били или само за книгата? Не сте валјде во бубалица били како ги говориме тие? Не бев никако. Никогаш не сум бил бубалица и секогаш многу шетав, многу одев, многу се дружев. Секогаш до ден денеска тоа го сметав за врлина. И тогаш, пардон, и тогаш во детството, малото беше изворено, живење беше во малото, и ја бев секој ден во малото. Сакам да читам, тоа е точно, дури, не е битно, дури и се криев дома од мајка ми за да можам да читам. Многу читав, многу, изворено многу. А што читавте? Сериозна литература? Сериозна за возраста. Од као мај, да речеме, тие години на 10-12 години, полека, до сериозна литература, бидејќи рано јас влегав во студии. Сепак имав 17-18 години, што е таа. Така да тоа си одеше со времето и со брзината на тоа време. Надвор излегувавте со деца? Како секој ден, Секој ден? максимално што можеше. Се живееше во мало, се живееше надвор. Најнормален живот имав и спектакуларно убав живот во таа смисла. Така да не мине да се шуваше ништо од тоа. Морав да учам и грчки, бидејќи татко ми, бидејќи доаѓа од Егејска Македонија, беше учител во Грција, сакаше да ме учи грчки. Мене ми беше тешко, тоа беше на 6-7 години. Јас сакам да имам време да играм, а не да учам по 1 сат на ден. Меѓутоа он ми викаше, не знаеш кога ќе ти треба, а секој јазик е богатство. И така и беше. И го научив грчкиот јазик, ја до ден денеска зборувам. Зборите и грчки. Англиски да не прашувам, тоа секако, бидејќи студиравте таму. А вашите родители што работеа? Татко ми беше од Грција дојде тука, бидејќи беше првоборец, истакнат и го работија во армијата. Но тоа кратко траеше, бидејќи он се пензионираше многу рано. Ја го секогаш како памтам беше во пензија. Мајка ми беше домакинка. Сам сте? Единец сте? Не, имам сестра, постара сестра, 3 години, да. Одите во Америка, како ве избираат во Америка? Тоа е после кога ќе почнат оние приказките да се претат. Во Америка конкурирав на Фулбрайтовиот програм и на 6 други универзитети. Да, тоа знам, и го одбравте Мичиган вие? Ја го избрав Мичиган, али добив големи можности. Тоа беа изворедни универзитети. Корнел, Колумбија, Нортвест, Чикаго универзитет. Така да имам избор. Ја го избрав Мичиган, никогаш не погрешив, тоа е извореден универзитет. Завршив, можев да останам и на докторски студии, затоа што добив 3-годишна стипендија. Меѓутоа, после година дена, кога магистрирав, професор Манговски ми кажа дека ако сакам да докторирам, треба во Скопје да докторирам. Тоа ќе биде прв докторат по меѓународно право на Скопскиот. И ја го послушав, и онака ме примија на правен факултет. Вие сте најмладиот доктор на науки во Југославија? Тоа мислам дека е формално, точно да. На 25 години. На 25 години докторирате? Една година постар од мене е српскиот националист и политичар. Шешел? Шешел знам.
Добро, еве барем нешто останало Не, во ја историја. пишував петиција за Шешел кога беше во Сараево, меѓународно јавно право, стручните луѓе и академските. Имаше меѓу нас такви што пишуваме петиција затоа што го шиканира, тоа за Тито нешто го обвинува, да. И се враќате во Југославија? Прво се враќам во Македонија. Не се враќам, ја ништо немав тогаш во тоа време со Југославија. Се враќам во Македонија и се вработувам на правниот факултет, што беше моја цел, мој идеал да речеме. Професор Манговски ми беше мојот ментор и професор и високо го почитувам, не е сега жив. Тогаш ги запознав плејада на универзитетски професори кои што на некој начин ја означуваат таа професија. Сега е тоа помалку изражено, али тогаш тоа за мене беа тие корифеи на правото. А англиски кога веќе во средно училиште учите англиски јазик? Англиски. Ај грчкиот татко ви ветерал, за Татко ми англискиот? го научил грчкиот, руски учев во средно училиште 3 години и една година. Тоа имаше Народен универзитет се викаше за српски јазици. Добро. Таму учев прво англиски затоа што брзо напредав, така да после 2 години немаше потреба, па учев руски 4 години и на крајот француски. Така да јас сум ги прошол сите тие И ги знаете, ги владеете тие јазици? Ги владам, руски до денеска одлично зборувам. А колку јазици зборувате? Руски, 5. грчки, англиски? Грчки, Добро. шпански. Шпански учев на старост, кога син ми го пратија да учи, да специализира година дена, он студираше во Вирџинија и го пратија година дена да учи во Шпанија. Така да кога он отиде, ја го следам него И шпански говорите? почнав да учам шпански и учев сериозно шпански, да. Ама тоа е на 60 на години. Добро, значи пред тоа сте знаеле, 5 сте знаеле. Во таа Југославија тоа било голема предност, така? Ја бев толку добро знаев англиски што бев преведувач во многу прилики бев преведувач, ама во една прилика му бев преведувач на Кардель. Бев дете можеби од 20-21 година. На Кардель? На Кардель. Дојде во Скопје затоа што во Скопје требаше да го замени Тито, и Тито требаше да дојде, ама Кардель требаше да го оправда со болест, да се сретне со познат американски амбасадор и позната американска личност. И тој дојде во Скопје, ја го преведував тој разговор, тој говор, а потоа со неговата сопруга, позната британска дипломатка, иако американски амбасадор, шетајќи во градот, зборувавме за многу работи, така да и тоа ми останало во сеќавање. Измислено ми остана тоа во сеќавање, Кардель му кажа овој го праша како е Тито, Кардель му кажа добар е Тито, вика, ама треба да биде болен сега. Тоа беше заради не се сеќавам на кој меѓународен настан, али не сакаше да оди и се оправда дека е болен. Добро е, сега треба да биде болен. Да, му кажа Тоа функционираше во Југославија. Ја го слушав тоа на 20 на години, тоа ти. А потоа во една прилика бев преведувач официјален на председателот на владата на Македонија, Благој Попов, Добро. и неговата делегација во Америка. 10 дена бевме во Америка во посета на некои наши северници, али богално бевме на економска посета кога се работеше за проектот на Фени. Тој се развиваше во Калифорнија и ја ги следев, зборував, објаснував, ја преведував. Значи вие практично уште како млад вас бира, ви избира како да кажам, Не, така. или ретки беа луѓе кои што знаат англиски јазик, Ретки беа, ретки зборува, за жал, тоа беше така, ја одлично зборував англиски. 4 месеци пред да умре Тито, практично се спремаше погребната манифестација? Се се спремаше. Како ќе биде, што ќе биде, кој ќе продолжи и така натаму. Све да функционира саком паком и така се случи.